Добар ден на сите. Врз основа на член 47 од статутот на општина Битола, ја отворам седницата на Комисијата за спорт и млади и рекреација на Советот на општина Битола со следниот дневен ред. Точка број 1, програма за измени и дополнување на програмата за активности во областа на спортот и младите на општина Битола за 2024 година. Кој е за ваквиот предложен дневен ред, ве молам да крени рака. 3 за, констатирам дека дневниот ред е усвоен. Бидејќи имаме представници од општина Битола, ќе ве молам да ја образложите точката. Повелете. Добар ден. Значи имам измени и дополнување на програмата за спорт и млади во општина Битола за 2024 година. Првата измена и дополнување е во ставката L0 трансфер до спортски клубови, каде што се зголемува во износ од 6 милиони денари наменети за РК Еврофарм, согласно ново подпишаниот анекс договор за продолжување на периодот на време траење на договорот за уредување на капиталната и управувачката структура на РК Еврофарм работник АД Битола и РК Пелистер АД Битола. Потоа имаме во ставката Е0 набавка на палети за спортската сала Боро Чурлевски. Претходно беше 1.250.000, сега додаваме уште 1.600.000 денари за набавка на палети за ова грејна сезона, значи 24-25. И ставката А0 физички лица се зголемува за 60.000 денари за доделување на награда на Марија Димовска, согласно заклучокот од Советот кој што беше донесен месечини на 29 минатата седница или предминатата, каде што се донесе заклучок да се доделат 60.000 денари заради освоениот златен медал на светското јуниорско првенство во Унгарија во киксбокс. Благодарам. Отварам претрес по предлогот. Дали некој има прашање? Јас имам прашање. Моментално немаме воопшто средства на оваа ставка? Мислам на оваа програма? Не. На L0? Значи, програмата за спорт и млади моментално имаме нема. Имаме средства. Добро. Моето второ прашање, мислам дека кога имавме седница, мислам дека беше во септември, кога го изгласавме продолжувањето на договорот на Еврофарм Пелистер, јас лично, вас лично, ви поставив прашање. Дали до 31.12. ќе треба да се обезбедат дополнителни средства согласно новиот договор. Вие ми рековте дека нема да има потреба. Дали може да ми кажете зошто денес имаме барање за измена на програмата од дополнителни 6 милиони кои треба да се исплатат до 31.12. Значи за ова што ве прашувам го има и во записник и на камера и мислам дека сите се сеќаваат на тој момент. Ме интересира зошто сега ние сме во ситуација да исплаќаме пари кои ги немаме. Мислам дека не реков дека нема да дадеме, реков зависи, ако треба со ребаланс. Не, ми рековте дека нема потреба. Добро, без разлика, значи ова е согласно нивното барање од РК Пелисте, значи тие побаруваат, РК Еврофарм побаруваат уште 6 милиони, ако може да му се дадат согласно новиот анекс договор. Од 18 милиони за сезона 24-25. И од каде ние ќе ги најдеме овие 6 милиони? Ќе се обезбедат од буџетот. Од која ставка ќе се префрлат? Не знам точно тоа да ви го кажам, ќе ја прашате Благица од финанси. Јас само знам дека треба, значи согласно програмата за спорт и млади, измените да се стават 6 милиони нова ставка и 0 за спортски клубови и она што е за палети и за физички лица. Значи дозволено ми од финанси ми се додаени овие средства. Добро. Дали некој друг има прашање? Доколку немате, кој е за? 3 за. Констатирам дека предлогот е усвоен. Ви благодарам на присуството.